Го завршуваме ciklусот на обуки кој што имаше за цел зајакнување на капацитетите на граѓанските организации кои што се дел од Националниот совет за безбедност и здравје при работа. По однос на впечатоците од одржаните обуки, каков ќе биде доприносот за организацијскиот развој, разговараме со еден од предавачите, Тиляна. Здраво! Во еден овој убав амбиент разговараме за нешто на вистина значајно. Па кажете ми, може би накратко, кои беа темите кои што беа обработени и генерално вашиот впечаток? Добро, како што кажа Андријана, со оваа обука го завршивме циклусот на обуки кои што беа предвидени во рамките на овој проект, кои што се однесуваат за јакнење на капацитетите на организациите кои што се членки на Советот за безбедност и здравје при работа. Обуките кои што беа предвидени да се одржат се однесуваја пред се на јакнење на организацијските капацитети на организациите и затоа така започна и серијата на обуки со организацијски развој, каде што се дефинираја основите на организацијско работење, се дадоа насоки како секој од организациите е потребно да развива своји стратешки планови, како да се фокусира и како да ги определува своите активности во даден временски период. Продолживме со втора обука која што последователно се наметна сама од себе, тоа беше финансиското работење на организациите, кој што е клучен фактор во идентификување на капацитет на една организација од ваков тип, за да на крајот завршиме со обуки кои што обука за раководење со проектен циклус, каде што произлегоја неколку добри проектни идеи кои понатака имавме можност преку завршените сесии да видиме на каков начин можат тие идеи да се застапуваат и да се лобираат понатака, се со цел да бидат одржливи во понатамошната примена на знаењата кои беа стекнати од оваа обука. Каков ќе биде доприносот? Вие го начинавте ова, меѓутоа ова е еден процес кој што ние го отпочнуваме. Всушност ние креиравме, ако може така да кажам, обучувачи ментори кои што понатаму и тие ќе го пренесуваат знаењето од тоа. Така, токму тоа и беше целта. Од практичен аспект обуките беа испорачани во форма да бидат лесно приемчиви од страна на луѓето кои што беа присутни. Сепак станува збор за организации кои што немале прилика во минатото да работат на овие теми и воедно се искористи приликата представниците од 6 организации кои што зедоа учество да ги совладаат вештините, основните вештини за организацијско работење, проектен циклус и финансиско работење. Идејата е токму таа. Тоа што произлезе како излезни резултати, главниот резултат, односно кој што се заокружи денешнава целина, беше проектни идеи кои што реално се базираат на реални проблеми, секојдневни проблеми, односно имаат за цел да предизвикаат позитивни промени, посебно во доменот на безбедност и здравје при работа, и драго ми е што успеавме низ овие обуки да доведеме готови концепти кои што понатака би можело да биде концепти конкретно за подобрување на условите за работа во делот на безбедност и здравје при работа, кои што самите организации ќе можат да ги применат. Представниците имаја можност да се запознат исто така и со вештините за обучувачи. Тоа беше дел од методологијата како беа спроведувани самите обуки, за да понатака полесно го пренесат тоа знаење во рамките на нивните организации. И повторно ќе се навртам кон тоа дека самите обуки беа дизајнирани да произведат што е можно поголем број на алатки кои што ќе им го леснат понатамошната примена на стекнатото знаење во рамките на нивното работење како обучувачи и во рамките на одржливоста на овие активности. Во претходен интерен разговор со самите учесници, навистина се задоволни и од вас, и меѓутоа од другиот предавач Зоран во однос на преносот на и трансферот на знаењето на практичното пренесување. На колку сте вие задоволни од групата? Колку имаше дискусија, интерактивност, еден нов впечаток да се
Така, мене ми е многу драго што имавме прилика да работиме со доста конструктивна група. Иако морам да признам дека од аспект на структура на група постоја различни нивоа на знаење со кои што дојде учесниците. Чисто успеавме да одговориме на различните нивоа на знаење, бидејќи кога се работи со учесници кои што имаат различно ниво на знаење, влегуваат во една таква група од страна на предавачи, многу тешко да се согласат и секој да излезе задоволен. Драго ми е што го слушам тоа, бидејќи пак ќе спомнам амбициозноста и верувањето и наклонетоста на учесниците во групата беше на доста значително ниво и сите обуки кои што се одржаа беа вклучени, интерактивни и пак ќе кажам ретко конструктивна група која што имавме можност да кои беа отворени да го примат знаењето, останува да видиме како понатака ќе се имплементира во рамките на нивното работење. Ви благодарам на разговорот и ви благодарам тоа што бевте дел и од нашава проектна активност. Верувам дека и понатаму ќе се работуваме покрај ова знаење и трансфер што го направивте. Се надам дека ќе дојдеме до едној заеднички успех, подобрување на реформите во однос на безбедност и здравје работи. Јас сум искрено среќна доколку барем малку имавме придонес да учествуваме во делот на подобрување на условите за работа, посебно во делот на безбедност и здравје. Нешто што не засега. Сите нас, точно така.